Благодарам, председателе. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми, почитувани колеги пратеници од владеачкото мнозинство, нека ви е среќна нова 49-та година. Нека ви е среќна нова 49-та година. Прво на подписниците на овој предлог, кој што го доставивте 4 минути пред почнување на денешната седница, на предлог одлуката за разрешување на член на Комисијата за прашање, изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, а нека ви е среќна нова 49-та и на сите вие кои што ќе гласате за оваа одлука. Зошто го велам ова? Прво за вас подписниците. Се повикувате врз основа на членот 114 и членот 118 од Деловникот на Собранието на Република Македонија. Членот 114, колеги пратеници, вели: Собранието врши избори, именувања и разрешувања на носители на јавни и други функции на начин утврден со Уставот и со закон. Кој носител на јавна функција разрешувате, бре, колеги пратеници, подписници на ова барање? Кој носител на јавна функција сакате да разрешите од комисија веќе формирана? Разрешувате пратеник кој што е назначен и кој што се назначува на првата пленарна, односно на првата оснивачка седница на Собранието. На сама седница. Кого разрешувате? Од ова што го гледам тука, мене ми стои дека планирате да го разрешите од пратеник колегата Фадил Зендели. И не е проблем пратеникот Фадил Зендели, проблем е процедурата која што пробувате да ја вметнете во Собранието овој ден. Ова што го правите е страшен преседан. Ова што планирате, што ни го доставивте на 4 минути пред почетокот на оваа седница, е преседан кој што ќе се одликува и ќе се однесува на односите на ова собрание во наредниот период. Со сила пробувате да поларизирате состојба во собранието. За да го комплетирате, колеги пратеници, месецот на носење на неделовнички одлуки и враководење со комисии, со седници на комисии, тоа што го правевте на одредени комисии, денеска решивте тоа да го направите и на пленарна седница. Колеги пратеници, врз основа на член 114 и 118 се повикувате. Членот 118 вели формирање на постојани работни тела. Се повикувате на одлука, бидејќи нема што да напишете во целата оваа работа. На одлука за формирање на постојани работни тела, член 2, став 7, кај што вели Комисија за прашање на изборите и именувањата. Дали оваа комисија не е функционална? Дали оваа комисија нема доволен број на членови? Да завршам, председател. Нема доволно број на членови да работи? Не. Вие сакате... Никола Мицевски, благодарам. Да завршам само со мислот. Па завршивте. Значи, ќе морам да побарам уште некое процедурално, затоа дозволете да завршам. Ова, колега председател на Собранието, господине Талат Џафери, прво подпишан на ова барање, можеше да биде тест на вашите демократски капацитети и место да барате консензус со опозицијата за вакви теми, очигледно решавате да се движиме по патот на поларизација, партиско-владините ваши комбинаторики и апсурд е ова што го правите, во она што го најавувате повеќе од месец дена, брзајќи да го комплетирате Уставен суд со партиски кадри, прва одлука која што ќе треба да ја донесе тој комплетиран партиски суд, Уставен суд, ќе биде да се разгледа уставноста на ова ваше барање. Срамота е да се повикувате на овие членови на 4 минути пред почнување. Председателе, дозволете ми да ја објаснам. Минута и пол поминува процедура. Не е проблем да се водиме согласно Деловникот, меѓутоа имавме координација на која што излезе еден предлог дека треба да седнеме и да се договориме тие што учествуваме на координација за тоа.
Истото, бидејќи вчера имавте други обврски, имавме Благодарам. еве и јас да бидам, не го направивме, вие денеска Благодарам. го злоупотребувате. Во ред, благодарете, меѓутоа поларизацијата и односите и она што ќе се случува во собранието во наредниот период ќе оди на ваша штета и немојте да ја обвинувате опозицијата. Вакво недоловничко, не се вакво заканувајте режимско што ќе се однос, случи не во се заканувам, собранието, само ти нема да се само случи ве ништо во собранието. информирам. Не се заканувај за тоа. Ама немој да викаш сега. Па се закануваш што ќе се случи. Што ќе се случи? Дозволи ми да завршам. Па кажи ми што ќе се случи. Дозволи ми да завршам. Значи ти дозволам, кажи што ќе се Дозволи случи. ми да завршам. А немајте со таа закана Ќе ги више. користам сите ваши неделовнички можности и пракси кои што немојте тоа што вие ќе се ги случи. воведувате во ова собрание. Се Срамо случи. ова што го правите. Се случи па се Да, биде. член на Благодарам. комисијата за избори и именувања го менувате на пленарна Благодарам. седница. Имате Благодарам. доволен број на пратеници во комисија да ги споредиме аргументите Благодарам. и да продискутираме врз основа на нив. Никола Мицевски, благодарам. Не сум завршил, ќе побарам уште едно процедурално. Добро, што алма, сега да ви благодарам. најавам. Процедуралното ви заврши и тоа две ви завршија. Две процедура.